Драги ученици, добре дојдовте повторно во нашата училница. Следува видеолекција од предметот Природни науки. Во оваа видеолекција ќе зборуваме за ефектот на светлината со различна боја врз растењето на растението. Најпрво да повториме. Што се тоа растение? Растенијата се составен дел од природата, кои најчесто живеат така што се прикрепени за почвата. Се наоѓаат во природата слободно или се сместени во посебни садови. Можете тоа да го видите на сликата. Како настануваат растенијата? Растенијата се создаваат од семки. Под влијание на вода и топлина, семките ртат и потоа се создава растенијето. За растење на растенијата, освен вода и топлина, потребна им е светлина. И како што гледате на сликата, семката најпрво рти во земјата, за да на крај се создаде растение кој што ги има следните делови: корен, стебло, лисја и цвет. Кои се факторите за растење на растенијата? Најпрво за водата. Секој растение има сопствена потреба за вода. Некои растенија живеат само од атмосферските води, како што се врнежите, а некои имаат потреба од постојана влага. И имаме слики каде што имаме растенија без вода и растение полеано со вода. Почвата е исто така важна за да расте растението, бидејќи таа е богата со хранливи материи и минерали. Топлината од почвата и топлината од атмосферата влијаат на растението да дише и да расте. Ке се задржиме најмногу на светлината, бидејќи таа е главен извор на енергија на растенијата, бидејќи преку неа тие си создаваат храна. Таа се обезбедува од примарни и вештачки извори. И како што гледате, има уште еднаш на сликата да повториме, 4 основни фактори, тоа се топлина, светлина, почва, вода. Овој пат најмногу ќе зборуваме за светлината. Таа е главен фактор, бидејќи преку светлината се одвива процесот на фотосинтеза кај растенијата. Што е фотосинтеза? Тоа е процес во кој растенијата создаваат храна. Таа се одвива во зелените делови на растението, бидејќи во нив има хлорофил. И тој му ја дава зелената боја. Овде имаме две слики. На првата ни е представено влијанието на сончевата светлина, односно тоа е природна светлина, и влијанието на вештачката светлина, односно во случајот тоа е сијалица. Значи, зракот на сончева светлина продира во листот, во хлорофилот и овде се создава таа храна, која што подоцна му е потребна на растението за правилно да расте и правилно да се развива. И сега ќе преминеме на главното, односно дали бојата на светлината влијае на растењето на растенијата. Многу често луѓето кои се занимаваат со одгледување на растенија бараат услови за нивно подобро растење. Барајќи ги тие услови си го поставиле прашањето: дали бојата на светлината влијае на растењето на растенијето? Кои се тие бои со кои се правеле истражувањата? Тоа се боите на спектарот. Како ги дознаваме ние боите на спектарот? Тоа се всушност боите на винажитото, дечи. Да се задржиме на хлорофилот, бидејќи сите бои понатаму кои ќе делуваат на растенијата, всушност делуваат на процесот на фотосинтеза. Сега хлорофилот е оној кој ги прави зелени лисјата на растенијата. И на тој начин тие примаат светлината како енергија, а потоа ја претвораат во храна. Бидејќи хлорофилот е зелен, да забележиме како делуваат другите бои на светлината на растењето на растенијето. Виолетовата боја има поголем вишок на енергија,
Па кога растенијата се изложени на светлина со оваа боја, особено овошјето и зеленчукот, тие добиваат подобар вкус и подобра арома, а цвеќињата поубава боја. И гледате на сликите. Продолжуваме со сината боја. Доколку растенијата се изложени на светлина со сина боја, таа делува на зголемено создавање на хлорофил кај растенијето. Сината светлина го подобрува раѓањето на семето и го помага растот на растенијето во раната фаза, кога се создаваат коренот, стеблото и листјата. И мислам дека понатаму таа ќе биде една од подоминантните бои на светлина, со кои што ќе се создаваат повеќето експерименти. Жолтата боја, пред да преминеме на зелената боја, се поставило многу пати прашањето дали жолтата боја делува на создавање на хлорофилот, бидејќи е слична како бојата на сонцето. Меѓутоа, таа го има истиот ефект на растењето како и светлината со зелена боја, меѓутоа жолтата боја не делува директно во создавање на хлорофилот. И дури некои студии покажале дека отстранувањето на жолтата светлина допринесува за создавање на поздрави растенија во стаклена градина од оние кои се надвор од неа на сончева светлина. Црвената боја носи помалку енергија во однос на другите и не дава голем ефект доколку е употребена сама по себе. Но во комбинација со сина светлина помага во зрењето на растенијата. А најголем ефект црвената боја дава во цутењето на цвеќињата. Зелена боја, кажавме дека растенијата апсорбираат повеќе типови на светлина, но ја одбиваат зелената боја. Единствено што делува на растенијата оваа боја е тоа што таа ги прави позелени. Ке проследиме неколку слики на кои се прикажани експерименти за испитување на влијанието на светлината со различна боја врз растењето на растенијата. На овие слики имаме истражување со лед сијалици во различна боја. Како што можете да видите, значи се употребува вештачка светлина. Вакви сијалица можете да си набавите доколку сакате да се направите некои истражување и дома. Ги има во различни бои и слободно можете да видите како ќе се однесуваат растенијата под вакви сијалици кои што имаат различна боја. Да продолжиме со наредните слики. Во оваа слика ни се представени стаклени садови кои се покриени со фолии во боја и во нив се сместени саксии со растенија кои што се изложени на сончева светлина. Значи овие ни се стаклени садови кои што имаме, како што гледате, фолии со зелена боја, црвена, сина, виолетова и тие се изложени на сончева светлина, а внатре во самите садови се наоѓаат растенијата. Имаме уште една слика, овде пак имаме посебно изработени конструкции, како што гледате, тие се како малце од железо. И исто така тие се покриени со фолии во боја со сина, зелена, црвена, виолетова и веројатно под секоја од овие фолии се става растенијето за да се продолжи со истражување. Ќе проследиме истражувања направени во стаклени садови каде се употребуваат посебни лампи во боја во затворен простор. Еве овде имаме сина боја, виолетова и црвена. И растенијата внатре се сместени и се следи нивниот раст. Ова се одвива во затворен простор, а овде имаме слика на истражување кое што се одвива во отворен простор, односно овие се стаклени садови во боја кои што се изложени на сончева светлина. Од секое истражување се донесуваат заклучоци, така донесени се заклучоци за следниве истражувања, а тоа биле дека кога растенијата се во рана фаза треба да се употребува сина светлина.
Црвената светлина е најважна кога растението е зрело и почнува да цути, а фиолетовата боја се употребува во секоја фаза на развојот на растението. Знаеме дека хлорофилот е зелен, значи боите кои се спротивни на оваа боја, а тоа се сината и црвената, даваат најдобри резултати, особено кога се комбинирани заедно. А зелената боја најдобро е да се комбинира со другите бои. Сето ова ни е представено на оваа слика. Значи најдоминантни бои, оние бои кои што покажуваат најдобар ефект, се сината и црвената боја, а секако тие се комбинираат со зелената и со виолетовата боја. Овде имаме исто така уште една слика. Представено ни е дејството на различната боја на светлината на растење и зрење на доматот. И овде растењето е поттикнато, исто така како што гледате, најмногу со црвена и со сина боја, врз основа на заклучоците кои што се донесени со истражувањата. Сината боја, како што гледате, се употребува најмногу во периодот кога се формира стеблото, односно и другите составни делови, како што се коренот и листот. А додека пак виолетовата боја, значи најдобро кај доматот делува во крајната фаза, откако се создадени лисијата, стеблото, коренот, плодот, и тогаш се поттикнува зреењето на плодот. И сега исто така можеме да напоменеме дека важна не е сончевата светлина, но постојат и сијалици кои што произведуваат боја слична како сончевата, кои што произведуваат даваат ефект слично како сончевата светлина. Тие се со бела боја, значи светлина која ги содржи сите бои на спектарот е сончевата светлина. А слична на оваа светлина која може да се употребува во стаклените градини е белата светлина. Од досега изнесеното, ние видовме дека растенијата најдобро успеваат кога се комбинираат сите бои на спектарот. Затоа во стаклените градини најдобар раст и развој на растенијето се постигнува со сијалици кои што ги имаат сите бои на спектарот, како на сликата. Овие истражувања се превземени, а сите овие информации можете да ги проследите и на овој линк. За крај, најважно е да ги сакаме растенијата, да се грижиме за нив секој ден, а за тоа како делува светлината во различна боја, можеме да видиме фотографии, видеа, кои ќе ви дават идеја како да истражувате и дома. Овде имаме неколку фотографии. Значи, со овие фотографии ви представуваме една идеја за тоа како можете вие дома сами да си направите истражување, а подолу кај сините букви има и неколку видеа кои што можете да ги погледнете. Се надевам дека ќе учивате во нив, ќе ви биде доста забавно и многу едукативно.